Нов скандал го тресе македонскиот фудбал. Тоа што можевме да го видиме од преку ТВ камерите или оние што беа на лице место во Гевгелија на надпреварот од втората лига помеѓу Кожув и Башкими, најмалку што можеме да кажеме дека е срамно. Неспортски, нешто што јас не се сеќавам дека некогаш сме го виделе овдека на нашите терени вака како што ни беше прикажано. Имавте можност да ја видите успорено целата оваа ситуација. Денеска во оваа емисија сакаме да анализираме и сакаме гласно да прашаме дали ќе го биде македонскиот фудбал или ќе го изгасиме светлото вака ако продолжува. Да не рече може фудбалски да не снема од светската фудбалска карта. Навистина се отвара Пандорината кутија и неминовна е реакција на телата, органите, на раководството на ФФМ, на управниот одбор, генералниот секретар, секако да не зборувам за првиот човек, фронтменот Масар Омерагич, кој веќе е на чисто и се изјасни дека нема да има милост за никого и дека фудбалот македонски мора да оди по правила на игра. Така е, и што е право е реакција имаше веднаш, значи веднаш се одважи федерацијата, излегува со едно соопштение, иако без детали во соопштението околу тоа што ќе се случува понатаму, нели, но најавија дека ќе се разрешува случајот до крајот. Токму така, она што е најважно во тоа соопштение, значи беше непосредно 2-3 часа по завршувањето на надпреварот, каде што, карикирано кажано, Фудбалската федерација на Македонија најавува покренување на случај, да не речем истрага, обезбедување на евентуални докази и секако, доколку постои место за такво нешто, одредување на санкции, односно расчистување на овој случај, да се види што се случило таму долу на југот на Македонија во Гевгелија. Видеото го гледаме, го видовме, неколку пати го враќавме, чувството наше го кажавме. Што е тоа сега? Што следува сега? Која е брзината со која што треба да се реагира? Да не заборавиме, имаме за 2 дена имаме ново коло фудбалско. Ако нема санкции до тогаш, ако треба да има санкции, ако нема санкции, што се случува едноставно? Не треба да зборуваме за санкции, треба да зборуваме за решавање на случајот и вадење на виделина на нештата. Санкциите ќе си дојдат сами по себе ако има материјални докази, ако дискреционото право, односно правилниците на Фудбалската федерација на Македонија го предвидуваат тоа. Но она што ти добро го потенцираше е сабота 10 мај. Редовно коло на единствената втора македонска фудбалска лига, каде што неминовно според сите правила, пропозиции, норми, етики и да не кажем искуство од минатото, овој случај мора да се реши во рок на овие 2 дена, да речеме четврток и петок. Или со други зборови, не логично е да продолжи првенството без решавање на овој случај, иако е хипотетички решавање на овој случај и отфрлање на крај крајва на тоа како споредуваме. Ајде, во продолжение на емисијата после джинглот, што предвидуваат правилата, прописите, малку повеќе за тоа. Ајде да видиме што се случуваше во последните минути од надпреварот во Гевгелија помеѓу Кожув и Башкими и што предвидуваат после, може ли нешто да се насети после овие изјави официјални од Фудбалска федерација на Македонија и од Министерството за спорт? Секако тоа се многу две важни институции кои излегува со свој став и јавноста и нашата публика, мислам дека го знаат, ќе го елаборираме и ние во продолжение на емисијата. Меѓутоа збор 2 за тие, посебно за последните 5-6 минути во екстра тајм во студиското продолжување 90+, кога навистина и на снимката и низ коментарите на медиумите, социјалните мрежи, дури и пошироко ова се прошири дека едноставно фудбалерите на Кожув како да застанаа, да не речем и нивниот голман, а фудбалерите на Башкими го постигнаа тој решавачки втор гол. Што да кажам, излезе одма после тоа, ние додека снимавме друга емисија на тема кој влегува, како влегува во фудбалската лига, кои испаѓаат, што испаѓаат, тоа можевте да го видите нашата последна емисија. Додека се снимаше, следувале овие соопштенија кои што ние доцна во ноќта ги видовме. Во тој контекст интересно е денеска продукција Скок, нашиот тим истражуваше што има запишано и во официјалните документи од овој направа. Тоа е важно да се знае. Тоа е многу важно, бидејќи
изјавите. Зборуваме за записникот од надпреварот. Да, за записникот од надпреварот и протоколот. Тоа сега оди веќе се електронски за нашата публика и за оние гледачи кои можеби не го разбираат, тој систем има специјален систем на Фудбалската федерација на Македонија, каде што тоа изјаснување на официјалните лица оди многу брзо, многу ефикасно и се има увид, надлежните во ФФМ го има тој увид. Она што не успеавме да Само да кратко, извини, памти си ја мислата, да? не зборуваме сега како во минатото што сме биле сведоци на записник се прави во просторија некоја службена, него се прави електронски преку телефон или преку таблет или преку нешто слично. Многу добро Така? го асоцираш ова. Самите суди, тоа е должност за сите 4 судии, да ги дадат своите изјави електронски преку влегување од своите мобилни апарати. Го има тој систем Комит, мислам дека се вика, не сум сигурен да не сгрешам. Меѓутоа така сето тоа оди, тоа е транспарентно. И се она што е најинтересно, обврската Игор Стојчевски, главниот судија, неговите помошници, сега да не ги редиме сите, делегат на надпреварот е Гоце Евтимов, контролор е Кристијан Кировски. Го кажале своето и она што ние успеавме да го дознаеме, да не речем новинарски, едно мини истражувачко новинарство, дека судиите апострофирале дека фудбалерите на домакините дури и во почетокот на второто полувреме, во текот на самиот надпревар играле малку лежерно, додека единствено голманот според нивно видување, нели? Сега и ова е во записникот дека бил на својата задача, меѓутоа според судиите, 4 судии и самиот голман застанал при вториот гол на Башкими. Мислам, ова пак имаме малку резерва доколку добро го пренесовме или го парафразираме овие изјави на делегатите, на судиите, ги кажав делегатот и контролорот и тие сигурно ќе се изјаснат. Ова е истиот судија Игор Стојчевски што беше со кога напушти Гостивар, така беше? Да, Гостивар со работнички кога судија Игор Стојчевски. Да, истиот судија беше, значи малку само дигресија една мала, како да ФФМ пречувствувале дека, сега не дека пречувствувале ова дека ќе се случи, но пречувствувале за тежината на надпреварот, затоа што на Башкими многу го значат овие бодови. Тој е меѓународен судија. Па сега зборот дека немаше грешки од аспект на судиите, околу головите, офсайд ситуации, спорни пенали и така натаму, меѓутоа значи самите овие изјави, најверојатно ќе следуваат и дополнителни изјави на сите официјални лица, веќе заедно со двете сообштенија на ФФМ, која е кристално јасно како ФФМ влегува во вакви ситуации, дури и на Министерството за спорт, каде што министерот Борко Ристевски беше дециден и излезе со чист став и своје размислување, доколку од Фудбалската федерација на Македонија добијат материјал кој се вклопува во нивните правила на игра, во нивните правилници, ќе се оди со мерки кои ги предвидува Министерството за спорт, а една од нив е и одземање на лиценцата за бавење на спорт. Кога сме веќе токму тука на оваа тема и на ова место од оваа тема, значи Фудбалска федерација на Македонија отвара тефтерот што се вика, законот, правилникот и има, доколку се утврди дека надпреварот е, ајде највулгарно да кажам, сомнителен е. Не, надпреварот е сомнителен, повеќе сомнителен него да останеме на границата на. Значи надпреварот е сомнителен, но доколку Фудбалска федерација на Македонија утврди спрема нивните правила кои што се ги употребуваат, изјавите за кои да се инструменти што ги имаат во утврдувањето, дека не е чист надпреварот. Што санкции може да се применат кон Кожов и кон Башкими?
санкциите се 10 дни чисти, пред се може да дојде до одземање на бодови од актуелното, од тековното бодовно салдо на Башкими и на Кожув. Сигурно ќе следуваат парични казни, согласно тој правилникот од толку до толку, во зависност како се гледа таа ситуација од органите, телата кои ќе решаваат по тоа прашање, па дури и до најдрастични казни префрлање во понизок ранг на надпреварување. Доколку се оцени. Сега кога сме веќе као ова, мислам дека е интересно за нашата публика на брзина да апострофираме една слична ваква ситуација, можеби не е слична, меѓутоа симиларна, како асоциација. Како асоциација од аспект на решавањето колку отврзани раце тогашниот фудбалски сојуз на Македонија имал, односно колку актуелната фудбалска федерација на Македонија има дискреционно право врз база на правилниците, актите да го реши тоа. Зборуваме за средината на 80-тите години и нова ситуација ме Значи не е фудбалска федерација на Македонија, односно е фудбалски сојуз на Македонија во времето на бивша ЈУ. Пред 40 години. Пред да има Македонија самостојност. Пред да има. Добро. Благој Ѓоргиевски, Баже Балкан ме потсети на ситуацијата, се игра последна кола Македонска фудбалска лига, играат меѓу себе Балкан и Гостивар и Вардарски и Скопје, нема мобилни телефони, нема електронски комуникации, оди некоја комуникација фиксни телефони, токи-воки, се работи за еден гол плюс во бодовното салдо, дали да испадне Скопје, Балкан, Гостивар или Вардарски и се постигнуваат фантастични резултати, 7-8, па јавува дека е тамо 7-8, по овој ода 10-11, другите пуштаат голови. Значи имало ваков срам. Па овој срам, сега е интересно како завршил тој срам. Значи следуваат санкции со минусно бодовно салдо. Ова е некаде 85-та, 6-та, 4-та година, не стигнав да проверам точно, меѓутоа ќе се потсетат овие љубители на фудбалот кои го знаат тоа, следуваат земање на бодовно салдо, префрлање во понизок ранг на надпреварување и она што ме фасцинираше кој Баже ми го кажа низ разговорот, Благој Ѓоргиевски, Баже Балкан, вели Мјелчо, и да знаеш, сите 4 клуби си ги прифативме казните како попче. Се жалевме на казните, малку ни ги намалија, меѓутоа свативме дека сме направиле белја. Така. И се помиривме со судбината. Играа во понизок ранг на надпреварување со минус бодови. Не беше во прашање некое криминално делување за пари, за лажирање, за подкупување, чист договор. Так, мислам дека убаво го објасни. Уште еден джингл па да видиме како реагираат овие две засегнати екипи преку своите соопштенија. По објавувањето на снимката од надпреварот, нели, од овие спорни моменти, сите портали вечерта објавуваат, излегуваат со соопштение Фудбалска федерација на Македонија откако го гледа тоа, излегува со соопштение и Министерството за спорт преку министерот Борко Ристовски. Доцна во ноќта излегува со соопштение и раководството на Башкими. Излегува со соопштение и раководството на Кожув, но по поминатата ноќ, значи денеска. Тоа што можеме да го видиме или да го прочитаме е дека и едните и другите, зборувам и Кожув и Башкими, бегаат од одговорност, велат дека во ништо не учествувале, дека сето тоа што го гледаме е природно, односно дека не станува збор за нешто што не е спортски, да не речам нешто повеќе. Сега после овие две соопштенија, мене, ама навистина ми доаѓа да речам, да не сим во кожата на председателот на ФФ Момерагич, да не сим во кожата на сите тие тамо што треба да одлучуваат. Само една мала дигресија во однос на соопштенијата на двата клуба Башкими и Кожув. Нормално е тие да се бранат самите себе, меѓутоа она што љубителите на фудбал, гледачите, па и ние како продукција Скок, што македонската фудбалска јавност го види, секој има право да си создаде свој печаток и во најмала рака е тоа дискутабилно, неспортски, нелогично, да не речем пуштање на преварот да победи противникот. Така би го окарактеризирал со таа забелешка дека доколку има и други девијантни појави, бидејќи кога има вакви случаи, можеме ние да збориме дека клубовите се договориле, можеме да збориме, не дај Боже, судијата бил купење наместо утакмицата, дека едните го купуваат на превар, другите го продаваат на превар. Или дека играле за обложувалница. Кецо 2, како беше. 1-0 полувреме водеше Кожув, второ полувреме ја сврт. Тоа се работи кои треба да ги истражуваат другите истражни органи, другите надлежни институции, доколку има потреба за тоа, доколку проценат
сите кои се вклучени во ова решавање на случајот и врз база на тоа да се обелоденат казните. Она што ти го отвори како тежина и кој го наметна на почетокот на емисијата, како беше, ќе не биде или ќе го изгасиме светлото, македонскиот фудбал ќе се избрише од фудбалската карта, па на вистина Гостивар, Воска, Башкими, овие од трета лига што ги имаме вчера, како се вика, Илинден. До кога? Од тој аспект затоа велам да не сме во кожата на председателот на ФФМ, иако е толку многу кратко време. Сакам пред да почнеш да објаснуваш, сакам да им се обратам на гледачите и на целата јавност. Значи, колку време е Омер Агич председател? Од декември. Од декември, значи 6 месеци. Како 4 месеци? 4 месеци доаѓа? Јануари, февруари, март, април. 4 месеци. 4 мај сме сега, 4 по месеци, 5. Добро, колку и да е, и 4 нека и 6 нека е. Добро. Значи, за толку кратко време да излезе целиот Валкан веш на површина. Не можеме, гледам и читам, го обвинуваме Омер Агич за ова раководство за ова, не знам тие од комисиите за ова, судиите за не знам што. Значи, луѓе, дајме малку да си бидеме искрени. Другутов, све што се ставало валкано под тепихот, сега почнува да излегува на површина. Не може овој трул фудбалски систем, трулото што останало во фудбалските клубови, па да не речам, не сакам фудбалерите да ги спомнам како спортисти. Ма и тие се чинители актери. Да, ама затоа велам, не сакам, ми е жално да ги спомнувам. Значи, сето тоа почнува некој да го вади на површина и да делува и за да го решава. И еве сега една дигресија, камерата не знам дали може да покаже, ама јас ќе ви го покажам во друга прилика. Каде оди македонскиот фудбал? Која година е ова? Насловот го гледам. 2000 година насловна страница на Скок. 2000 година. Кој бил 2000 година? Пример председател, го знаеш одма да ми го кажеш? Дзинго ли беше? Не, беше Ламбе Арнудов од 2008 до 2002. Кога ти беше портпарол? Да. Значи, зошто го спомнав, ми падна во око сега. И уште од 2000 година сме се прашувале и Скок се прашувал каде оди македонскиот фудбал. Не, вакви работи. И сега кога доаѓа некој да проба да го решава тоа, дрва и камења, се спомнуваат националности, дајте глупости. Кои националности? Кожуф и Башкими. Какви националности зборуваме? Да не одиме во таа длабочина, тука нема ни точка ни запрека од такво нешто решавање. Зборуваме за фудбалски, зборуваме за одговорноста, тежината која има првиот човек, председателот Масар Омер Агич, секако своја тежина при одлучувањето и своје решавање имаат и телата, органите и луѓето кои седат во нив. И на нив воопшто не им е лесно кога треба да се решава еден ваков случај. Наизглед чист. Еве и за нас е чисто дека таму над преворот е пуштен. По најмала рака. Резултатски е пуштен. Абе по тоа што го гледаме вакво, не можеме да тврдиме, но по тоа што го гледаме е срамно. Треба да си решат по правила, по прописи, по пропозиции, двата клуба се бранат оддалеку, тоа е исто нивно право, меѓутоа, ако ваквите работи не се истераат до крај, ако фронтменот на македонскиот фудбал не настапува како што настапува, отворено, фајтерски, на сите критики што ги има. На сите. Така. Па има повеќе и подршка колку што има критики, има и критики од народот што гледа, има критики. На девијантните појави. Ние самите себе си пукаме у колено или си ја сечиме гранката на која седиме. Па нормално. Зошто самите не сватиме дека ваквото однесување се дека оди и на наш грб, дека ние губиме. Па нормално, кој губи? Тие што сакаат да гледаат фудбал, не гледаат фудбал. Ајде уште еден краток джингл, па да видиме како гевгеличани го доживеа тоа. Можеме да одиме и со видео сега ако успеам да го и тоа ви го пуштам. Како гевгеличани реагира по завршување на надпреварот кон своите фудбалери.
Како секој искрен љубител на спорт, во случајов на фудбал, луѓето што дошле да го гледаат својот Кожув, разочарани го гледате на видеото. Разочарани, довикнуваат, револтирани, набедуваат и така натаму. Дел од фудбалерите одат кон нив. Многу нормална човечка реакција на сите што биле во публиката таму. Апсолутно навивачка реакција, дури спонтана, како огорченост на она што го гледа и на да кажам еден таков пораз и такво завршување на натпревар. Имаше тука и пожестоки вербални дуели од она што можевме да го видиме и полека да го слушнеме. Имаше меѓусебно препукување, обвинување во стил за колку пари ја продадовте, шиткачи, срам на градот, карикирано тие изјави, кој секако и како да го кажем, уште еден материјален доказ, условно кажано, дека тука работите, ама ептен не се чисти. Ама не можеш да излажеш публиката бе Другутов. Тој што отишол да го гледа сега Кожув и Башкими бил претходно и другите надпревари ги гледа. Па мене и тебе ако не излажат затоа што не сме ги следеле на пример да ги гледаме и не знаеме како играат, па не можат своите навивачи да си ги излажат. Ајде да видиме како тоа ќе биде во секој случај апсолутно неспортски, апсолутно срамно. И навистина се радувам што веднаш во минатото јас не можам да се сетам толку брзи експресни реакции да има на раководни структури кои што излегуваат и велат гледаме, перцепираме и работиме. Мислам дека испуштивме, ако не испуштивме можеби ќе се повториме, не можам да се сетам за околу изјавата на министерот за спорт, каде што вели дека ќе се да се разгледа и да се заврши околу одземање на лиценцата за спорт, за дејност. Сакам само да потенцирам дека пред скоро време имаше исто од Гевгелиски ракометен клуб, женски, одземена лиценца од страна на Борко Ристовски и за клубот, па и за тренерите на клубот беа пуштено голови, мислам дека беше и помлади девојчиња беа ракометарки. Зошто го велам ова? Колку време треба да се истражи ова за да се има вистинска разречница? Колку време знаеме дека има фудбал за 2 дена? Колку време им останува да можат да го тоа? Не, тие 2 дена остануваат на фудбалската федерација и фудбалската федерација мора да го реши тоа да не се враќаме наназад. Добро. Зборувајќи од аспект на исто така чистата изјава, конкретната изјава на министерот на Борко Ристовски, која е недвосмислена. Значи, која јасно упатува дека ќе има санкции, дека министерството се бори за чист спорт. Така. Тоа е идејата на санкцијата, не е санкцијата да се ловат вештирки. Да се покаже дека сакаме чист спорт и ова важи за сите, важело и порано, важи и сега и утре ќе важи за тие кои ќе се огршат. Во таа насока мислам дека Министерството за спорт нема рок како Фудбалската федерација на Македонија за одземање на таа лиценца. Меѓутоа тоа е мое само и субјективно мислење и гледање на нештата. Влегов на веб страницата на Министерството за спорт, беше времето кратко за ова истражување, не успев да најдам дали има дециден правилник, статут, норма, најверојатно има. И релевантно, ако се докаже тоа лиценцата ќе биде одземена, прашање е дали условно кажано до петок, до наредниот петок или за месец дена додека се завршат сите овие постапки, да кажам, во случај. Јас сакам уште ова да го споменам, значи ама навистина пред да пишувате, пред да зборувате, пред да се плукате, навредувате или не знам што со некој коментар ваков, некој коментар таков по социјалните мрежи, да си размислите. Зошто велам вака?
Македонија, во Македонија ние сите знаеме и сме свесни дека живеат и македонци и албанци и сите останати, да не ги редам сега, во интерес на времето. Не можете да се земете храброст и да пишете дека Фудбалска федерација на Македонија со актуелно раководство удира на национална база. Се повторувам од преска, но зошто се повторувам? Затоа што нели зборуваме за Кожув, клуб од Гевгелија, изборуваме за Башкими, како што самите велите ни социјалните мрежи, не знам да ги кажам имињата кои што ги прочитав, кои што се представуваат дека се дел од клубот, значи во коментари велам се представуваат, каде што велите дека Башкими е клуб и на албанците и на македонците, дека е единствена сооблекувална каде што имало и македонско и албанско знаме. Тогаш, како можете да кажувате така, дека се удира по ова? Дајте ве молам. Значи, навистина, да бидеме конструктивни, луѓе што гледаат од страна, во интерес на сите нас. Ке се сложам дека по тоа што јас го прочитав, дека Башкими е клуб кој што навистина вложува, кој што е на добар пат да влезе во првата лига. Не ги ослободува, извини ке те прекинам, од постапката која тече и која се води. Апсолутно. Се тоа кој ти го наведе, еве е точно. И тоа е добро. Тоа е добро. Тука нема ништо лошо. Тоа не е поврзано, тоа не е поврзано со случајот, со настанот, со тоа што се случувало, можеби тамо на полувреме, не знаеме, можеби се случувало 15 минути пред крајот, тоа треба да се утврди. Не е продукција скок, надлежен истражен орган да го утврдува и да го истражува тоа. Си има посебни мерки за утврдување на таа работа. А ово ти што го кажа сосема е во право, коректно и убаво е да се каже дека казните се исти за сите. Тоа ти беше идејата. Да, па тоа би беше идејата. Дајте малку да бидеме реални и да бидеме самокритични дека македонскиот фудбал ни го допре од дното и дека сега треба да од дното да почнеме да се качуваме нагоре чисти, ако сакаме да уживаме во фудбалот. Сакам само да те прашам, Башкими во актуелната табела сега со вчерашната победа, пошто се смета како победа после вчерашниот надпревар, кој е на табелата? Трети. А Кожув? Кожув е некаде во средината, меѓутоа боданата разлика спрема Осогово, да речеме, кој игра бараш и може да испадне од лигата е минимално. Со евентуално одземање на минусни бодови, Кожув би дошол во ситуација дури да испадне од лигата. Значи, еве најблагата, зборувам најблагата казна, ми дојде сега како прашање, најблагата казна која што може да се даде, доколку се утврди дека има ништо, е одземање бодови. Доколку на Кожув и на Башкими им се одземат бодови, Кожув испаѓа од битката за прва лига, така? Зависи кои резултати ќе ги постигне во последните две кола, меѓутоа доаѓа на ниво на Осогово. Со исти број со бодови со Осогово или минус 7-2. Извини, мислев на Башкимија, на Кожув реков, добро, за Кожув ми објасни. Со други зборови да бидеме јасни пред публиката, со евентуална казна 6 или 9 минусни бодови Кожув му доаѓа во прашање останокот во лигата. А за Башкими? Башкими апсолутно ја губи трката за влез во прва лига, нема теоретски шанси. Со било каква минусна казна од земање на бодови од текавното бодовно салдо во актуелното првенство. Јас ќе кажам, жалам и за едниот и за другиот клуб ако направиле такво нешто и ако се доведат во ситуација да бидат санкционирани, а овамо Башкими атакува на пласман во прва лига, овамо Кожув сакал да обстане во лига. Нека е за памет на сите и на вистина. Токму тоа, сега што го кажа, извини пак те прекинав, како рече, на памет за сите. Памет за сите? Ајде да те прашам, ако оваа битка, да не речем војна, ја издржи актуелното раководство на ФФМ, мислиш дека од десеноска со стартување на новите шампионати ќе има вакви случувања? Искрено или клубовите ќе се размислат како да стартуваат и како да играат и како да се однесуваат. Да, па види, се раздолжуваме, но ако, значи, после случката и после изречените казни кон Гостивар и кон Воска, на никој ли не му доаѓа паметот дека има аршин, дека се гледа и дека се санкционира? Па за да се случуваат вакви работи, ако по 100 пат потенцирам се случиле. Така, ние гледаме тоа што гледаме и сите гледаат. Значи, не знам зошто се прашуваш ако издржи со актуелното раководство. Јас не се сомневам дека ќе издржи. Затоа се дојдени. Не, хипотетички го поставам. Те разбрав дека го и за него и за неговиот начин на раководење. Апсолутно многу те разбрав. Од секој нормален, искрен човек кој што го сака спортот и фудбалот во конкретниот случај во нашава држава. Треба да го трне моментот на национализам, да го гледа актуелното раководство, померагич не е сам таму,
да го гледа актуелното раководство со сите луѓе околу него. Управен одбор, собрание. Така е, дека работат да го извадат ѓубрето од под тепихот и да го извадат на површина и да го исфрлат надвор. Ако не го гледате тоа, тогаш не знам како гледате фудбал. Па фудбалот е спорт за уживање. И да се тргне на есен со чисти сметки, така со чисти математики, со чисти односи. Секој кој ќе се огреши, како што се огрешили клубовите за кои сега зборуваме, дека ќе го најде нешто слично или помалку или повеќе, меѓутоа простување кога некој клуб се огрешува или некој официјално лице или фудбалери или да не редам понатаму, ќе има ред и пореда, да кажам, дисциплина на нештата во македонскиот фудбал. Немам што да додадам. За кратко време, не пол месец дена, три надпревари кои што со работа за актуелното раководство на ФФМ. Остануваме тука на линија, остануваме да следиме ние, продукција Скок го сака и го следи македонскиот фудбал и дава поддршка на сите, апсолутно на сите добронамерни клубови, на оние сите што ни пишувате, прашајте ова, кажете ова, апсолутно слободно да се обратите. Вашите прашања ние сакаме да ги пренесеме, сакаме да ги анализираме и да ги поставиме онамо каде што вие сакате да бидат поставени, а не сте во можност да допрете до нив. Толку нека е за оваа емисија. Следиме што се случува на оваа тема и на некои други теми. Првенството го најавивме за ден 2, продолжуваат надпреварите. Дали ќе бидат во втората лига со Башкими и со Кожув или без нив, останува да се произнесат оние кои што се платени за тоа. Можете да ставите лайк и сабскрајб, доколку како во знак на поддршка, ако ви се допаѓа нашата емисија, и се гледаме за скоро со ново видео. Да сте ни живи и здрави сите. Довидување до скоро.
Haydi haydi haydi.